Билјана, добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро, посакувам на вас и на вашите гледачи. Најпрво ќе го започнам ово интервју со вашите утрински ритуали. Кој е можеби вашиот најомилен утрински ритуал и дали генерално практикувате јога во раните утрински часови или тоа го оставате подоцна за во текот на денот кога ги држите јога часовите? Па тоа зависи колку интензивно го живеам, ги поминувам деновите. Најпрви утринскиот ритуал ми се состои во рано станување и шетање на моето куче Астра, кое што не само ми уврска, туку и задоволство, независно од времето, независно од приликите што се надвор. Имањето на домашно милениче буди љубов во нас, нели, не поттикнува и ме стимулира на движење. Движењето е многу добро после добар сон, нели, после спиењето. И кога ќе се вратам потоа дома, потоа имам мали утрински ритуали во зависност од работниот ден и нели и интензитетот на активностите што го имам во тој период на да речеме таа работна недела која што имам. Некогаш ти правам јога масажа на лицето, некогаш лесно се истегнувам, некогаш правам малце поинтензивни вежби, но не повеќе од 20 на минути, бидејќи се спремам и се подготвувам за работниот ден, или треба да одам на работа, или од дома ги започнувам работните обврски. Така да во работните денови тие ритуали не ми се толку долги, да кажеме, за разлика од сабота и недела, кога освен што правам лесни јога движења, исто така 20 на минути, најчесто јодам во природа, бидејќи ние луѓето толку многу седиме, јас седам постојано на компјутер, работам и така натаму, дали пред телевизор, нели, каков ритуал има во текот на денот, просто кажано. Практично движењето е навистина неопходно на секој еден од нас, така да секогаш користам можност да не останувам фиксно сакам да кажам да вежбам со сати, еве кажано просто, туку и да има некое движење. Така да кучето за тоа многу ми помага. Именно јогата е долг период од вашиот живот. Дали можеби се сеќавате на вашиот прв час, односно на првата ваша сесија? Дали се сеќавам на мојот прв час? Знам дека толку многу ме интересираше, повеќе духовноста ме интересираше во тој период, себе истражувањето, откривањето на себе. Значи, кога придов да вежбам јога, не придов поради некакви здравствени проблеми, туку навистина длабоко ме интересираше духовниот аспект што го носи јогата во себе, бидејќи во тој период се наоѓав исто така, почнав да одам и на тогаш беа едни од првите групи за личен раст и развој, каде што поттикот и за двете мои активности во животот, всушност што ги направи во ист период во животот, околу 20 години некаде кога почнав да одам, кога се запишав на факултет и почнав на факултет да студирам, беше всушност себе истражување и да се почувствувам добро внатрешно. Така да паралелно почнав да одам на патот на психолошко истражување во групите за личен раст и развој, каде што работев на себе повеќе. И паралелно ме интересираше духовноста, но оној здрав дел, здравата духовност ја што велам. Така да тоа беше патот по кој што тргнав и во текот на животот во многу моменти тие два пата ми се преклопуваат и сега ова што го правам преку моите јога часови, преку Healthy Yoga, всушност пристапот ми е секогаш да се добие не само физичко здравје, туку обрнувам многу внимание на менталното здравје, на емотивното здравје, бидејќи само со комбинација и истовремено вложување во тие три столба на нашиот систем, всушност ние можеме да бидеме стабилни и балансирани. Така да, се сеќавам на мојот прв час, беше во една спортска сала и се сеќавам толку длабоко се опуштив, што
тогаш го доживеав на чувство кога можеби некој од нас, од гледачите го има доживеано кога заспеваш и кога имаш чувство на внатрешно лулање, како да се одделуваш, како дел од тебе да се одделува и сваќаш дека всушност телото и нашиот дух, нашата душа се две различни работи. Исто така, знам дека моите родители не ми дозволуваа во тоа време, нели не беше толку прифатено да се вежба јога. И зошто не беше прифатено? Па нели тоа нешто што доаѓа од страна, не е тука од нашиве простори, така да тие отпори сега не се толку изразени, меѓутоа порано беа многу поизразени. И моите родители не ми даваа пари да одам на јога, ниту на групите за личен раст и развој, па јас работев за време на лето и си плаќав сама, така да имав дополнителен мотив да одам. И мајка ми кога ќе ме прашаше, ама добро, зошто одиш на јога? Ја викав, мамо, лежиш, викам, и вежбаш. Такво нешто нема никаде. Така да тоа ми беше, се сеќавам, така и објаснував што правиме. Лежиш и вежбаш, викам, такво нешто нема. Иако јогата навистина е присутна во вашиот живот долг период, околу 10 години држите јога часови. Со какви практики и вежби може да се сретнат учесниците генерално на вашите часови? Јас практикувам хата јога, тоа е традиционална јога, значи од бихарската школа на јогата и значи вежбите кои што ги практикувам се практикуваат редовно на хата јога часовите. Со тоа што со текот на годините престанав да покажувам напредни позиции, значи посмирени ми се, полесни ми се движењата. Повеќе, како што кажав, сум насочена на истегнување на мускулатурата, на ослободување на телото од напнатост и стрес, бидејќи сега во сегашното време во кој што сите живееме, и младите, и постарите, и најстарите, всушност сме во едно време кога е многу изразен стресот и напнатоста е тоа што всушност допринесува на долг рок да се разболиме дали физички, дали психички, дали емотивно. Така да повеќе ми се часовите насочени, затоа и се вика healthy yoga, нели здрав пристап кон јогата, насочени кон ослободување на напнатоста и стресот, преку модерни древни техники за ослободување нели од стресот и вежбите, значи сакам да кажам, не се напредни, не се за млади луѓе кои што сакаат фит да бидат, сосема друга потреба имаат кога влегуваат во јога, туку повеќе се за внатрешно ослободување, внатрешно балансирање и враќање секогаш во центарот. Така да тоа е она што го правам на часовите. Како луѓето кои што се заинтересирани за јога да го најдат типот кој на нив најмногу им одговара? Треба да истражуваат. Треба да, јас секогаш велам, да си ја најдат својата јога. Можеби не е некогаш јога, можеби е нешто друго, можеби е некоја друга, не знам, пилатес или друга техника. Многу е важно да откриеме што е она што да одиме негде каде што ќе извадиме од нас напнатоста и стресот или немирот во нас и истовремено на тоа место се наполниме со енергија. И сега како може да ја откријат гледачите со тоа што ако сакаат да додат на јога, можеби додат на неколку различни часа кај различни инструктори да видат кој тип и стил на јога им се допаѓа повеќе, да тргнат од сопствените потреби, што ми треба мене внатрешно, а не што е актуелно во моментот. Знаете како јогата значи јогата во суштина значи спојување со себе, достигнување на внатрешна хармонија. Значи, она што се промовира како совршени позиции, совршен изглед, сега што нели се целото општество ориентирано кон таа некоја совршеност преку социјалните мрежи, всушност и не е така во практика. Она што е важно кога вежбаш јога е внатре да се осеќаш окей, внатре да ти е убаво додека тоа го правиш и најважно од се да те полни. Не само да те празни, не само да биде онака да вежбаме па сега тука да се стегаме и ова, туку да биде онака внатрешно во опуштање. Претпоставувам главната придобивка од сите видови на јога е ослободување од стресот, но дали има секој вид на јога има различни придобивки? Не. Вежбањето, било кое вежбање, било која физичка активност допринесува да се ослободиме од стресот, допринесува да го подобриме внатрешниот, не знам, кардиоваскуларен систем, допринесува да се испразниме од тоа што имаме во себе. Така да
некои вежби од јога или било која друга спортска активност се поинтензивни и можеби се подобри за помладите, оние кои што имаат навика редовно да вежбаат, оние кои што не вежбаат редовно, тогаш исто така ги имаат истите придобивки, можеби на подолг рок ќе ги забележат и секој пат подобрувањето на своето психофизичко здравје не зависи само од вежбањето, зависи од како живееме, зависи што јадеме, зависи со кои луѓе се дружиме. Значи, покомплексно треба да ги гледаме работите, не само преку јога, вака преку фокусот јога. Да не гледаме само право. Да, затоа и секогаш велам мојата работа е повеќе така холистичка, иако луѓето повеќе ме препознаваат по јога часовите и по јога активностите што ги имам, всушност мојата работа е работам на повеќе различни аспекти кај луѓето, не е само тој дел, физичкиот дел, туку како целокупното здравје, целокупната активност на човекот треба да се гледа за да му биде подобро. При самиот крај сакам да напоменеме нешто и за промоцијата на вашата нова книга која што ќе се одржи овој месец, книгата насловена Водеч за ослободување од тага. Така. На 27 ноември во Public Room, во јавна соба, во 17 часот, ќе има многу убава програма поврзана со промоцијата на мојата прва книга Водеч за ослободување од тага, каде што, знаете како, не сакав да биде само промоција, каде што луѓето ќе дојдат, ќе погледнат книгата. Во книгата има всушност техники и ритуали со кои што секој еден кој што поминува низ некаков период на тагување, и тоа тага не само поврзана со смрт. Некојаш тажни сме зашто не оставил пријателот, или тажни сме заради тоа што миленичето ни заминало, или тажни сме заради тоа што никој не разочарал. Всушност книгата е во својата суштина, не станува збор само за тага, туку станува збор за секоја потисната емоција која што е во нас. И во книгата има вежби и техники кои што јас сум ги користела на моите програми за личен раст и развој и медитации, каде што тоа е начин како да се ослободиме од тоа што не притиска, од потиснатите емоции, конкретно тагата. Така да таа книга е дел од мојата работа, која што делумно на јога сум ја спровела, делумно преку програмите за личен раст и развој. Ги поканувам гледачите доколку се слободни да дојдат на промоцијата. Ќе има панел дискусија во која што ќе се разговара за холистички начини за враќање на животна хармонија. Значи, секој пат ми е акцентот на тоа да се вратиме на својата хармонија, да се вратиме во својот баланс, да се вратиме во себе, бидејќи секој една дисбаланс не изфрла од центарот, па тоа може да биде дали здравствено нешто сме ни се случило, па вели мајке одиме на јога, а јога, зошто на јога? Затоа што може да се вратиме во центарот, или нешто ни се случило емотивно, па можеме да одиме на медитација или да преминеме некоја од вижбите во книгата, па да се вратиме во центарот, или ментално сме вознемирени, мислиме многу работи, сме уплашени, исто така преку книгата може да го извадиме тоа од себе, нели? Преку книгата и преку било кои техники на кои што ќе сретнеме на нашиот пат да ни биде подобро. Се надевам дека следниот пат кога ќе се видиме ќе го пренесете вашето искуство од самата промоција и дека можеби ќе позборуваме подетално за вашата нова книга. Се сложува. Ви благодарам многу за одвоеното време и за можноста да го испиеме првото утринско кафе во нашата емисија. Благодарам.